Прележаниот ковид отвара нови епидемии. Една од нив е тромб во очите. Офталмолозите велат дека се соочуваат со епидемија на тромб во окото кај пациенти кои веќе го прележале ковид-19. Но велат, ако навремено не се открие и не се лекува, пациентот може да заврши фатално. Освен катарактиве кои што веќе ги избориме, значи имаме многу голем број на сега пост-ковид пациенти со оклузии, значи со тромбози на вена во око, значи тоа е една мини епидемија. Најверојатно самава болест прави некои нарушувања во процесов на коагулација, така да имаме многу такви случаи. Како категорија посебна, со посебно место се и диабетичарите, значи кои што имаат многу промени, кои што треба да одат на редовни контроли, кои што треба да се реагира доколку се забележи промени. И исто така луѓето над 60 години, значи имаме и сенилна макуларна дегенерација, значи тоа е една состојба каде што после 60-та година фактори висок притисок, холестерол, нарушена циркулација доаѓа до една состојба каде што задниот дел, центарот за вид во окото не може да се храни доволно и не може да ги исфрла отпадните материи, значи што ги метаболизира. Процентите се дека дури 35% од случаите и во пост-ковид фазата луѓето чувствуваат замор, тешкоти при дишењето и болки во градите. Некои се жалат на болки во зглобовите, немање на концентрација и нарушена меморија. Голема е бројката и на оние кои што со месеци го имаат изгубено чувството за мирис и вкус, да се соочуваат и со несоница. Некои од нив се жалат и на психички тегоби, како анксиозност и депресија. Оние кои што претходно биле активни и спортувале, сега велат дека имаат чувство како нозете да им се здрвени. Секој поминат километар за нив е напор и оптеретување на телото. Дел од симптомите исчезнуваат побрзо, некои по 2 до 4 недели, а некои може да бидат присутни и со месеци.